состојбата во Македонија е повеќе од сериозна и предложениот буџет, значи ова што нас не испровоцира е предложениот буџет за 2018 година, кој одредува само 0,4% за заштита на животна средина, знаејќи ги децениските проблеми кои ги имаме, кои се натрупани и кои само се таложат една врз друга и не се решаваат. Имаме 16 жешки точки во Македонија, не една не е комплетно решена. Некои не се ни воопшто започнати, а ние зборуваме за 6-валентен хром кој е неверојатно, значи реактивен и опасен и токсичен, тој е сред Скопје, значи стои. Имаме 3 жешки точки само во Скопје. Тоа е само еден мал дел, значи од сериозните проблеми кои мора да почнат да се решават. Затоа што прашањето не се работи веќе само за нас и сегашните генерации кои ние сега живееме, прашањето од сега натаму е за идните генерации. Ако ние не почнеме ова сега да го решаваме, идните генерации ќе немаат право на живот, ќе немаат право не само на здрава животна средина, ќе немаат право на живот. Тоа е причината поради која ние бараме минимум да се зголеми, значи уделот за заштита на животна средина на 2,5% од вкупните расходи за 2018 година. Ова е последен чекор институционален во државава што ние ќе го бараме. Посебно тоа одиме на меѓународни инстанции, меѓународни судови, Комитетот за правата на детето, Комитетот за човековите права, ќе ги повикаме специјалните известувачи кои се при Обединетите нации, Советот за човекови права при Обединети нации, за човекови права и животна средина, за човекови права и поврзаноста со опасниот отпад и токсичните супстанции. Ќе поднесеме жалби и тоа е, значи, тоа се наредените чекори ако не се излезе во предсред на овие наши барања. Во државата, како што каже мојата колешка, веќе обзнането е колку, каде, што и како е загадено. И доколку вие сте некој кој имате обврска да преземете некаков чекор, а тоа не го правите, вие учествувате во некаков така наречен екогеноцид. И сметам дека проблемот со загадувањето веќе во целата држава, а не само на тие 16 точки кои ги напомена мојата колешка, станува веќе нешто кое можеме да го наречеме елементарна непогода. И доколку во оваа елементарна непогода оној кој е најповикан не преземе ништо, ние не ни останува ништо повеќе, освен после средбата вечерашна кај премиерот господин Зоран Заев, да преминеме на оној последен институционален чекор, тоа се вика барање и тропање на вратите на меѓународните судови, бидејќи, како што кажа колешката, државата наша е потписник на многу декларации и конвенции и ништо друго не ни останува освен тоа и можеби паралелно некакви протести, но не онакви протести како што досега ги правевме со аплаудирање, викање и молење, туку со нешто малку порадикално, барем зборувам за Битола, бидејќи во Битола се покажа дека сите протести и сите седнувања на маса вродија само со добивање на време на оној кој е обврзан и задолжен да преземе некаква мерка. Ние нема да бидеме, да дозволиме некој да прави врз нашето население, односно барем врз нас некаков екогеноцид. Според некоја статистика, во земјите во нашиот регион и во Европската унија се трошат од прилика 1,5 до 3,5% од GDP на заштита од загадување. Кај нас овој процент моментално како што е издвоен со буџетот изнесува околу 0,45 од GDP, од проектираниот GDP за 2017. Ова е скандалозно малку. Ова е многу зимаме, ништо не даваме назад. Но ова ќе ни се врати. Овде сме да го промениме ова. Случаите кај што имаме загадување, имаме рекордни рушења, имаме рушење на рекорди во аерозагадување, имаме 16 жешки точки. Моментот со Рашче и хромот кој што е закана за Скопје, цело Скопје пие вода таму, па ќе се поврзам со родниците во југоистокот, ќе добиеме 76 типови на Рашче ефект во југоистокот, односно ќе немаме храна. Ќе треба да увезуваме храна, ќе мора да трошиме екстра средства на заштита, на социјални трансфери. Значи, ако не давуваме сега во поглед на заштита на средината, кој што ни е клучна. Македонија во овој момент веќе има исклучително сериозни прашања, кои што директно го загрозуваат здравјето на луѓето. Пробиштип со 15.000 хектари најконтаминирана почва во Европа со гаранција. 15.000 хектари. Скопје со 12.000 тона линдан закопан во сред Скопје.
канцероген воздух, еве ние сега седиме овде и го дишиме. Велес, на секоја прашинка, на секој покрив, историски отпад од јаловиштето што не може никој да го тргне од таму. Битола, радиоактивни отпади, не. Па луѓе, знаете, веројатно концентрационите логори на Хитлер делувале посимпатично од овој амбиент. И сега на се ова што треба се решава, некој одлучил да ни донесе уште 20, 30, 50 рудници на смртта. Нашава влада, ние како граѓани, не сакаме да бидеме вознемирени. Ние како граѓани не сакаме да живееме уплашени. Ние како граѓани сакаме да се разбудуваме спокојни и мирни, да развиваме земјоделие, туризам, лесна индустрија, тоа што Господ ни го дал. Денеска, сите заедно, ќе пратиме ова порака до нашиот премиер,